Добар ден на сите. Ќе искористам прво приликата во врска со една горлива состојба која што ја имаме кажано и претходно. На вчерашниот ден на седница на влада на Република Македонија беше усвоен буџетот на Република Македонија. Од страна на Министерството за финансии не беше излезено во пресред во врска со нашите барања да се даде согласност за измена на износот на средства, за да може Министерот за правда да го измени правилникот за надоместок на судиите поротници. Така што сега и јавно останува да апелирам кон пратениците на Република Македонија во расправата при донесувањето на буџетот на Република Македонија да извршат тука интервенција, затоа што со овој постоен правилник и со надоместоците кои што ги имаат судиите поротници во Република Македонија се очекува во најскоро време да има блокада на судовите каде што се потребни за работа судиите поротници. Уште еден проблем настана бидејќи разбрале очигледно кандидатите за судии и поротници дека е во најава измена на законската регулатива и дека натаму нема да се полага психолошки тест и тест за интегритет, така што и на закажаните психолошки тестирања во внатрешноста на државата не се појавуваат кандидатите за судии и поротници, така што и дел од судовите и во тој аспект имаат проблем. Конкретно во Основен суд Скопје, каде што денес новиот претседател положи заклетва, се уште не е таков проблемот, бидејќи мандат имаат судиите поротници кои што се избрани по стариот закон и не им е истечен мандатот од 4 години. Повелете. Судската администрација што протестираше, нели ќе се даде обезбедени средства за повишување Значи исто тоа не е предвидено, ова го спомнав како најгорливо. Во таа насока некои делумни, иако најава имаше дека Сдруженијето на судии презело мерки, тука не е ништо сторено. Фактот е дека судската администрација е на ниско ниво, дека е одделена од администрацијата во јавното обвинителство со законската регулатива. Апелираме тука да се усогласи барем законската регулатива и да се исплаќа по закон по тоа, а исто така да кажам дека покрај судската администрација и судиите во Република Македонија веќе во последните 2 години се на најниско ниво со платите во регионот, а кога се во регионот, тоа е и пошироко секако и во сите држави во Европа, со оглед на сите проблеми и потреби буџетски во државата. Тоа го разбираме, меѓутоа бараме разбирање од другите две власти дека во догледно време, во најскоро време, во текот на следната година треба да се размислува за измени и во овој дел и за зголемување на платите како еден дел кој што сепак е значаен за натамошно јакнење на независноста на судиите и на судската администрација. Прво би реагирал подобни или неподобни, од кој аспект, дали од ваш или од кој гледате, сите судии се судии, тоа го имам кажано многу пати и ќе го повторам. Значи нема подобни и неподобни, треба да се работи по устав и по закон. Единствено така судиите можат да го зачуваат и својот личен интегритет, независноста и својата работа на крајот од краиштата. Подобни и неподобни можеме да видиме дома, а тоа на каква подобност или не мислите, тоа не ме интересира. И пред законот Сваровски синонимот ако немало такви судии. Значи тоа не е прашање кое што треба да го одговорам, сме го апсолвирали и сме го дискутирале повеќе пати. Во врска со делегираните, овие дена истече делегирањето на 4 судии од други судови што беа делегирани во Основен суд Скопје 1 и тие се вратени во матичните судови од каде што доаѓаат. Затоа, значи од повеќе судови има, од Тетово, од Неготино, од Куманово и така. Значи не е ниту таа, ниту останатите. Суди не се повеќе во Скопје 1, во Основен суд Скопје 1, значи 4 се вратени натаму. Значи ние како судски совет и сите претседатели на судови и сегашниот претседател ќе пристапи по наше налагање кон анализа на потребите од судии
дали е потребно ново делегирање на судии или не. Значи, во најмала рака тоа интервентно менување на распоредот, што го спомна сегашниот председател на Основен суд Скопје 1, е за неговата работа, кој од судиите ќе работи и кој ќе работи работата на судиите кои што беа делегирани, а повеќе не се во Основен суд Скопје 1, тоа секако интервентно мора да се измени за тие нивни предмети што ги имаат, да се прераспределат кај други суди.